Економскиот совет опфати обемен дневен ред со прашања поврзани со актуелните иницијативи на локалната самоуправа за подобрување на инфраструктурата и комуналните дејности во општинава. Пред се стана збор за реализација на долгогодишната идеја за формирање на јавно претпријатие за градски превоз, кое се наоѓа во завршна фаза, како и активностите околу капиталниот проект пречистителна станица и реконструкција на влезниот булевар Александар Македонски. Денеска искористуваме посетата на господин Ставрески, министер за финансии, актуелен вице-премиер на Република Македонија, и за посета на Економскиот совет во проширен состав со бизнис секторот. Ќе бидат отворени повеќе теми во однос на капитални инвестиции за градот Прилеп, за општина Прилеп, за Македонија и она се што е поврзано во однос со бизнис секторот да можат и отворено да постават прашања, а ние да му одговориме. Тоа се редовни средби што ги остваруваме во одредена динамика со цел да им презентираме на бизнисмените какви се нашите видувања за економските состојби, посебно сега бидејќи го имаме предлог буџетот за 2014 година, да ги запознам со сите активности што ќе се реализираат во рамките на буџетот, со политиките на владата во делот на даночните политики и слично, и да слушнам од нив исто така оценки и предлози за реформските активности на владата и она што се планира за следниот период, вклучително и за законот за финансиска дисциплина и останатите реформски мерки што се преземаат за подобрување на ликвидноста на стопанството и за подобрување на состојбата, посебно кај малите и средни фирми кои што се многобројни во општина Прилеп. Секако на располагање сме на бизнисмените и да решаваме поединечни прашања, дали од областа на имотно-правните односи, доколку некоја фирма сака да откупи земјиште или слично, или од било која друга област кај што имаат проблеми со одредени државни институции. Наше е да бидеме секогаш отворени и на располагање на бизнис заедницата, бидејќи тие се оние кои што создаваат ново создадена вредност, кои што креираат работни места и затоа мора да бидеме постојано во контакт со нив. Представниците на бизнис секторот на средбата истакнаа своји предлози во насока на предвижување на извозот. Бараме изедначување на царинските ставки или давачките на увезената стока со оние во Европа. Што конкретно тоа значи? Ние како компанија увезуваме базна индустрија која што по 100 пати, јас ќе повторам, нажалост ја нема во Македонија. Истата везуваме најмногу од далечниот исток и царинските ставки кои што ја плаќаме за разлика од оние во Европа се поголеми за 2,5%. Со оглед на тоа што сме извозно ориентирана компанија и се соочуваме со се поголема конкуренција на европските пазари, сметам дека тие 2,5% доколку Министерството за финансии би ги изгубило по основна намалена ставка, би ги добило по друга количина по-зголемен обрт. Покрај тоа на Економскиот совет стана збори за прашање од областа на тековното работење на бизнис заедницата во насока на олеснителни можности за докапитализација на недвижниот имот и околу царинските давачки за извозно ориентираните фирми, со цел искористување на постоечките и проширување на стопанските капацитети од регионов.